За денес не знам колку видовте кој ни е темата, но малце е да кажеме беше предизвикувачка тема за мене. Темата е властите, овој христијанинот со властите и во јавниот живот. Малце тема која не знам дали зборуваме многу или не зборуваме, не знам какво искуство имате, но како да кажам, имав чувство дека кога треба да зборувам за христијанинот во јавниот живот, не во јавниот живот толку колку со властите, имам чувство како треба да одам по ивица на жилет. Затоа што многу лесно човек може да забега, лево или десно, да забега во крајно политички цели да збори за Христос и преку црквата како да се остварат тие цели, или до тотална изолација, да црквата не треба да е засега ништо што се случува надвор од нејзините граници. Така да се држи балансот во кој христијанинот е вклучен во јавниот дискурс, посебно во врска со политиката, е како да одиш на ивица на жилет. Мора многу да внимаваш, многу да бидеш трезвен, многу треба да знаеш, многу добро треба да знаеш што е тоа во кое Исус нас не повикува како црква. Исус не повикува да бидеме изолирани, но од друга страна не повикува да бидеме нешто што не треба да бидеме. Но ќе видиме за тоа како ќе оди Божиот збор понатака, ќе видам како го образложивме сето тоа кое што верувам дека Павле го пишува до римјаните. Кај нас во Македонија доаѓаат конечно наши избори кои беа најавени многу одамна и ќе гласаме кај да или кој сака ќе гласа на 15-ти. И во речиси изминатите 30 години независност од прилика можеме да видиме позитивни, но и многу негативни работи од тоа што значи да се биде држава, како да се води државата. Имаме многу политика која се менуваше во текот на годините. Искрено јас не сум еден од тие кои стално цинично гледаат негативно на се што се случува во Македонија. Тоа не го прифаќам тој дискурс, затоа што верувам дека е многу деструктивен. На се што ќе се случи и убаво и лошо, да фрламе со камења или секое добро дело кое ќе се случи да го казнуваме. Едноставно сметам дека како христијани ние имаме една задача, многу света задача, во секоја ситуација да носиме надеж. Во секоја ситуација. Неодамна читав, ја завршив веќе таа книга што ја читав од Кори Тен Бум, кој се вика На скришно место, се работи за жена која заврши холанѓанка, која по правило не треба да биде во концлогорите за време на Втората светска војна, но завршила таму. Завршила таму и го преживела сето тоа што може да се преживее таму, и во средиштето на тој концлогор, на тој логор на смртта, таа и сестри ја гледа надежта за како да се продолжи понатаму. Ако тие може таму во тој контекст да видат надеж, мислам дека можеме сега и ние денес да видиме надеж за понатака. Прв пат кога гласав, ми текнува дека прв пат сериозно размислив за кој треба да гласам, кој што нуди, многу интересно размислување ми беше тоа, но тоа што ме разочара не беше да видам кој каква програма нуди, туку го избрав патот на помало зло. Гласаш за помалото зло, нели, како да кажам, едноставно неволно гласаш. И верувам дека тоа чувство останува и понатака кај многу луѓе. Знаат дека власта лаже, дека краде, така натаму. И секогаш кога гласаш, мислам дека многу малку се тие луѓе кои така се многу гласни за одредена политичка партија, без да знаат во позадината некаде дека секогаш има корупција, секогаш кој ќе гласаш за некој и да дојде на власт, пак ќе краде, така натаму. Некој тивко гласче не кажува вистината. Но верувам дека јавниот дискурс, општеството во кое се наоѓаме е задача за секој христијанин да земе активен дел во тоа што се случува. По прашање на христијаните и црквата, христијанинот и црквата во државата, по прашање на верата. Често пати слушам дека црквата не треба да се меша во она или не треба да се меша во ова. Често пати слушам дека местото на црквата не било во една или во друга дискусија. Тоа често пати го среќам. Кога се зборува нешто за државата, да ви кажем искрено, и за работи за кои црквата има некое предимство да зборува за некои такви морални вредности, едноставно има многу кругови кои кажуваат местото на црквата не е во тоа. Со други зборови, местото на црквата не е во јавниот дискурс.
во јавниот муабет. Постмодернизмот ја толерира верата и црквата се додека таа е скриена и небитна во заедницата. Се додека црквата си така на периферија, тоа се толерира. Кога црквата ќе се вклучи малце повеќе, што бара црквата во тие муабети. Сегаш кога зборувам за верата, соговорникот честопати знае да каже јас си верувам. Верувањето го имаме сврстен во една многу приватна форма. Многу приватно, вака затворено нешто. Сегаш кога ќе слушнам јас си верувам, имам чувство како некој да ми покаже некој скриен дијамант што го имам, вака го покажа само да дзирнеш и толку. Не збориме за тоа од каде е дијамантот, кај го најдов, зошто го имам. Верата така третираме некако како некој детенце кој посесивно држи некоја играчка. Он може да ја покаже на сите каква е играчката, ама нема шанси да ја даде на некој, нема шанси да објаснува многу за таа работа. Он сега ќе си игра пошто е негова, само негова. Доколку избориме за верата, станува навредливо дури да се поставуваат прашања зошто веруваш тоа што го веруваш. Тоа станува крајно приватна работа. Верата станува крајно приватна работа. Нема што да збориме за таа работа. Како да копаш во нечи долемеш. Така се чувствувам кога зборувам понекогаш за верата. Тоа е многу приватно нешто. Моето прашање е, а може ли верата да биде лична работа на тој начин? Може ли верата да биде толку приватна, да не влијае на другиот до тебе? Може ли да е толку приватна и изолирана? Може ли христијанинот да биде христијанин, а тоа да не биде видливо? Да биде толку затворено? Во Новиот Завет доаѓаме до еден текст кој се наоѓа, кој е пишан до црквата во Рим. Посланието до римјаните. Од многу теолози тоа што го читам, тој е еден од најбрилијантните текстови некогаш напишани од човек. Кога луѓето го читаат посланието до римјаните, мора да земе у предвид дека тој го пишува апостол Павле некаде на почетокот, не на почетокот, ама да кажеме едно од првите писма кои тој ги пишува. Неговиот ум е брилијантен. Можеме да видиме склоп на еврејската традиција, на грчката филозофија, на римската традиција. Сите тоа тој го образложува преку личноста Исус Христос. И зборува за тоа кои сме ние христијаните, кај се наоѓаме, кај е нашето место, која е нашата улога во овој свет, во овој контекст, во Римското царство, кое што владеело со светот во тоа време. Римското царство кое е неверојатна моќ. Павле зборува од 1 до 11 глава, го имаме делот во кој тој поминува 3 големи парцели каде зборува за тоа кој сме ние, од кај потекнува, кој е нашиот извор, зборува за создавањето, зборува за Авраам како избран Божи слуга преку кој треба да излезе народ кој ќе биде Божи народ, преку кој ќе дојде Месијата, и сето тоа треба да служи за Божиот конечен план за спасението на целиот свет. И Авраам тоа го поставил, Павле тоа го поставил во еден прекрасен контекст, го сврстува прекрасно и зборува за што се случува. Сето тоа што Павле го пишува звучи многу догматски, многу теолошки. Се вика што има тоа врска со мене денес. Го читаш тоа и викаш тоа се догми. За догми ако кажам, обично на модерниот човек му се крева косата кога ќе кажам догма и си кажа, че тоа е од темниот, тоа од средниот век. Што имаме ние со догми денеска? Поентата со догмите во црквата не се работи за тоа да научно, рационално да се дебелееш колку што е можно повеќе, да научиш повеќе, не се работи за тоа. Догмата пред се служи да можеш да го разбереш тоа што треба да го живееш. Догмата пред се треба да предизвика начин на живот. Затоа што ако го разбереш Христос, христијанскиот живот, тоа што Христос те повикал да го живееш, ти полесно можеш да го живееш. Затоа служи догмата. Догмата не служи за на некој начин ја билдаме нашата глава колку што е можно повеќе да знаеме, повеќе да знаеме. Не се работи за тоа. Се работи догмата да стане начин на живот, да се примени. Целата теологија и догма во 11 глави во посланието до римјаните, сега Павле го применува од 12 глава понатака. И еве како почнува 12 глава. 12 глава почнува со зборот затоа.
Затоа ве молам. Тоа е како еден, како да кажам, вовед во заклучокот. Зборевме за тоа сега, тоа што треба да се случува, кој сме ние, од кај сме ние, што веруваме, затоа ве молам, браќа. Сега Павле применува. Заради Божјата милост, значи 12 глава, 1 и 2 стих. Заради Божјата милост да ги пренесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога. Тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. И затоа, браќа и сестри мои, што вика Павле, да се принесеме како жива, света и благоугодна жртва. Ова е почетокот на христијанскиот живот. Ова е почетокот. Да се принесеме за жива, света и благоугодна жртва. Почетокот на разбирањето што значи да се биде христијанин. Да не дозволиме да се прилагодиме, како што еден друг превод вика, на калапот кој е популарен. Има калап, секое време си има еден калап кој е популарен. Како треба да изгледа животот, како треба да изгледа човекот. Ти се популарни калапи во кои сите се обидуваат да се протнат, да се сместат и да кажат јас сум современ, јас сум модерен, јас сум тоа што е по дефиниција радост и среќа и исполнување на животот. Павле вика, немојте да се прилагодувате во денешната филозофија. Туку да се посветиме на преобразбата преку обновата на умот и да го вршиме она што е Божја волја. Павле вика, принесете го своето тело како благоугодна жртва, а како се прави тоа? Преку преобразбата на умот. Ништо не е исклучено. Земени сме во целост. Тело, ум и дух. Христијанската контракултура е една позната фраза која се користи од еден познат теолог Бонховер, кој живеел исто така за време на Втората светска војна, кој се спротивставил на тоа што Хитлер на агендата и на крај бил убиен неколку денови пред да заврши Хитлеровиот прогон. Тој употребува еден термин кој се вика христијанска контракултура. Христијанската контракултура никогаш не одговора на популарниот калап во општеството. Речиси никогаш. Законот според кој христијаните сме повикани да живееме, едноставно не може да се стави во легислатива и да се казнува. Затоа што Христовиот закон, на кој ние сме повикани, ги надминува границите на нашиот општествен закон. Ќе ви кажам и зошто. Законот според кој ние христијаните живееме, Христовиот закон, кој можеме да го најдеме во проповедта на гората. Матеј 5 до 7 глава. Малку ако сте читале, ќе сватите дека тоа не може да се стави у легислатива, у стилот да го ставиш закон за казнување. Не може да го организираш општеството на тој начин. На кој начин ќе затвориш некого во затвор затоа што на својот другар му рекол глупак? Христос го кажува тоа. Значи, вика во законот, он кажа во законот пишува не убивај, а јас ви кажам секој што ќе каже на својот другар глупак, исто како да го убил. Како тоа ќе го спроведеме во закон? На кој начин ќе примениш законот за прелюба во мислите? Како тоа ќе го примениш? Како ќе го направиш легислатива? Проповедта на гората го исмева секој човечки напор за правда и морал, или барем покажува дека не е совршен. Колку и да се обидеме да биде совршен, не е совршен. Христовиот закон е оној идеалот. Христос ја подига границата многу повисоко од било кој човечки напор. Токму проповедта на гората е изворот на Павловиот повик за верните во Рим. На тоа ги повикува апостол Павле. Колку само паралели има во 12-13 глава до римјаните со проповедта на гората, тоа е неверојатно нешто. Уште поневеројатно е дека кога ќе се земе во обзир фактот дека римјаните е напишано, тоа послание е напишано пред да бидат напишани и евангелијата. Како Павле го има тој извор за проповедта на гората?
Веројатноста е дека има премногу усмени преданија кои Павле ги знаел, има премногу некои кратки документи од проповедите на Исус кои кружеле во тоа време и Павле тие ги знае многу добро. И затоа тој пишува на основа на тие важни документи, на тие важни искази на проповедта на гората. Од тоа што го читаме во 12 глава, нема да ја читам цела 12 глава, да не задржуваме време, но ќе поминам преку принципите кои можеме да ги најдеме во самиот текст. Првиот принцип кој можеме да го видиме се наоѓа од 3 до 8 стих. 12 глава 3 до 8 стих. Еден од принципите кои таму Павле ги кажува до верните во Рим е следен. Немојте да се замислувате многу. Немојте се правите фраери, отприлика така гласи принципот на наш народен јазик. Немојте да се замислувате многу. Никој не е попосебен од некој друг. Немојте да мислите дека сте позначени од некој друг. Ние сме во едно тело и затоа си требаме еден на друг. Секогаш кога ќе размислиме во контекстот на црквата, за тоа што го имаме ние како дар даден од Господ, за улогата која Господ ни ја даде, за знаењето кое го имаме, никогаш во ниеден контекст не смееме да помислиме дека јас вредам повеќе од оној што седи до мене, пред мене или зад мене. Никогаш. Павле вика, немојте да се занесувате многу. Од друга страна, секој од вас, секој од нас има толку колку што има примено по благодат Божја. Без разлика што и да е. Треба тоа да се работи според стандардот кој Бог го определил. Повторно, сите тие дарови не се дадени за владење, за перчење, туку се дадени за служење еден на друг. Така треба да изгледа телото Христово. Да не забораваме, Павле пишува тука на црквата во Рим, значи на црквата, на телото, на луѓето кои се во црквата во Рим. И тој почнува од тука. Во 9 до 13 стих можеме да видиме друг принцип кој Павле им го кажа, тој како основа за се. Павле им кажува вака: љубовта мора да биде реална. Љубовта мора да биде вистинска. Љубовта мора да биде вистинска, реална. Тоа е основата на која ние живееме како црква. Ни случајно да не се преправаме во љубовта. Ако нешто во Македонија можеме да го видиме дека се случува честопати, тоа е преправање на љубов. Глумење на добре дојде, глумење на абе баш ме мило што те гледам, остари не ми е баш. Глумење на многу такви работи. Едноставно Павле вика љубовта мора да биде реална. Тоа е суштина. Не се работи за некаква финоќа. Не се работи за мир во куќата. Се работи за љубовта, самопожртвувана љубов. Мора да биде вистинска. Еве една од работите во кој може да се надпреварувате. Павле го кажува. Надпреварувајте се во правење добро и во љубовта. Да ве видам тука на таа трка. Честопати ние се надпреваруваме во се и се што. Во Македонија популарно е да се надпреваруваме кој повише страда, на кој му е потешко. Во тоа знаеме да зборуваме. Абе, знаеш колку ми е тешко ме. На мене да видиш колку ми е тешко. Јас знам, видов, ма тоа е валјда не е само Македонија, на Балканот се случува тоа. Имав еден пријател од Албанија кој живее во Америка, вика се враќам после неколку години дома. Сестра ми и мајка ми се да кажат како се тука во Албанија, вика се надпреваруваат да ми кажат кој повеќе страда во животот, на кој му е потешко. И вика се надпреваруваат, мене колку ми е тешко, мене да видиш колку ми е тешко. И така оди тој муабет. Павле вика, еве ви, не добро да се надпреварувате, ама ако веќе се надпреварувате во црквата, надпреварувајте се со ова. Во правење добро и во љубовта еден према друг. Тука да ве видам. Секој друг надпревар е малце полесен. Кој повеќе знае, кој повеќе страдал, кој повеќе пожртва изгледа, кој повеќе поминал во животот. Сите тие се лесни надпревари. Ама во правењето добро, во самопожртвуваната љубов, тој надпревар е малце потежок. Не сакам да го живеам. Гоце Делчев кажал, јас го разбирам светот како поле за културен надпревар, така ли е? Бог кажал Гоце, ама таа изјава подразбира некаква основа,
Тоа не може да се случи ако љубовта не е основата. Нема шанси тоа да се случи. Неколку години после Гоце имаме две балкански војни и ако тоа не беше доволно, имаме две светски војни меѓу кои имаме етнички чистења, имаме раселувања на сите можни народи, присилно раселување. Светот беше многу далеко спремен од тој културен надпревар за кој Гоце имаше како визија да го живее, нели? Овде Павле вели, културниот надпревар може да стане реалност доколку надпреварувачите или народите ја имаат основата на Царството Божјо, љубовта. Тогаш културниот надпревар може да стане реален. Никако поинаку. Тогаш кога ќе се надпреваруваме во љубовта и во доброто, тогаш можеме да имаме општество кое ќе може да поднесе културен надпревар. Иначе, ако ја нема основата на љубовта, другиот до нас станува закана, секогаш. Различниот до нас секогаш станува закана. Приказната на Каин и Авел. Тоа се случува. Првото убиство. Јас не можам да постојам ако мојот брат таму, овој ближниот постои. Мора него да го нема. Отприлика тоа се случува во свет. Тоа е муабетот кој го води светот. Павле продолжува вика: немојте да се жалите од работата. Немојте да цимолите. Работете со жар. 11 стих, како да не беше тоа доволно што Павле го вели да работиме со жар, тоа не ни се допаѓа малку, затоа што знаете турците беа тука многу време и не направија да имаме некаква лажна слика за благосостојбата. Благосостојбата, ние што ја викаме турска гимнастика, е подсенката, сите 4 увис да уживаш до поточе, отприлика тоа е нашата дефиниција за благосостојба. Павле вика: работете со жар. Немојте да си молите за работата. Како тоа да не беше доволно, во 11 стих Павле вика вака: работете како робови за Господ Исус. Како робови. Не предизвикува таа работа што ние, нашата вера, нашиот живот со Господ, да огледаме, да бидеме како робови за Господ Исус Христос. Туку не зборуваме за нашите права, за нашите бенефиции. Колку само имаме искривена слика за тоа што значи да се биде христијанин. Во речиси секој стих, овде Павле зборува за тоа како да се дадеш себе си за другите, а ние честопати размислуваме во контекстот на тоа како јас да примам за мене, што е можно повеќе. Христијанството го ставаме во тој контекст. Кога размислуваме за Христос и за христијанството, размислуваме што јас ќе добијам од тоа. А Христос те предизвикува колку си спремен да дадеш од себе. Тоа е христијанството. Честопати христијаните паѓаат на тој тест кој и Исус го имаше во пустината за време на искушенијата. 40 дена Исус беше таму, доаѓа со тоната и му цитира од Стариот Завет. Не му цитира од книгата на Сотоната, цитира од Стариот Завет. Направи ги овие камења лепе, скокни од зградата, пишува: ништо твоето стапало нема да се сопне. Така пишува псалмистот. Исус вика: не е тоа Божјата воля, не е тоа Божјото евангелие. Псалмистот вика: ѓаволот вика: искористи колку што можеш. Исус вика: не се работи за тоа. Честопати паѓаме на тоа искушение и тогаш кога искушуваме потешкоти во животот, нашата вера е растресена. Не можеме да го поднесеме тоа, не можеме да го ставиме во контекст на христијанскиот живот. Имаме чувство дека со Христос треба да добиеме многу, а кога ќе дојдат искушени, сикаме: што се случи? Кај изгрешив. 12 и 13 стих се многу интересни, мене ми се многу добри, многу јаки препораки сумаризирани во неколку збора. Кога Павле зборува за црквената заедница, каква црквата треба да изгледа, тој вика: ете ваква треба да биде црквената заедница. Тоа е многу повеќе од приватно верување во нешто. Кога светот ќе ти каже: леле колку убаво што си веруваш, ама тоа задржи си го за себе, Павле вика: не е тоа природата на христијанската вера. Павле ја предизвикува црквата и вели дека верата е реална, ако е применета и видлива. Јаков во своето послание ќе каже:
Абе, некои ми кажуваат дека имало вера без дела. Стварно ли? Како е тоа можно? Јаков го предизвикува тоа. Не збориме тука за спасението, да го докажеме, заработиме. Не се работи за тоа. Се работи за плодот на христијанскиот живот, плодот на духот, оној кој треба да произлегува од христијанинот. Видлив. Црквата треба да изобилува со тие карактеристики кои Павле ги набројува тука. А што набројува Павле? Павле во 12 и 13 стих се сумаризира многу важна положба и состојба на црквата која треба да биде многу видлива. Павле вика: прославете ја вашата надеж. Радувајте се за вашата надеж. Немојте да ја чувате приватно. Исус мене ме спаси и толку. Павле вика: прославете ја вашата надеж. Радувајте се. Павле вика: истрпете во страдањата. Истрпете. Немојте да си молите цело време. Немојте да се жалите цело време. Истрпете во страдањата. Вели Павле: предајте се на молитва. Војувајте во молитвата. Оснажете ја молитвата. Дајте и крила на молитвата. Од таму ја црпете силата за животот. Павле вели: давајте кон потребите на Божиот народ. Давајте со радост. Не давајте за да се види или за да биде прославено тоа што го правите. Давајте со радост. Или не давајте ако после се жалите затоа што сте дале. Давајте со радост. Павле вика: бидете добри домакини. Бидете добри домакини. Сите тие работи се видливи работи за црквата. Тие се надворешниот показател за внатрешната вера. Верата не постои доколку не се манифестира. Може да постои некаква, можеби, концепција за вера, но ако не е манифестирана, тогаш реално не постои. Можеме да има концепција за вера. Ако читав едно истражување во Македонија, Комисијата за односи со верски заедници во Македонија спроведе едно истражување помеѓу младите, средношколци и така натаму. И едно од тие прашања беше: дали веруваш во Господ и така натаму. И сите рекоа да. Колку во практика се применува тоа, некој кажа многу мал процент беше и не е ни важно. И кога слушав тој што, да кажеме, вршеше анализа на таа анализа, тој експертот што е, вика вака. Вика: младата популација има концепција за тоа како сакаат тие да изгледаат. Но реално тие не се таму, но концепција има. Со други збори, честопати ние знаеме да има некаква концепција, некој концепт за вера изграден во нашата глава, кој реално не е спроведен во животот. Павле го предизвикува тоа гледиште. Вика: верата мора да биде реална, мора да произлезе од нас преку животот, преку јавниот живот. Верата треба да го менува животот на човекот. Преобразбата на поединецот која започнува сега и овде е доказ за живата вера. Преобразбата одвнатре е видливиот доказ за верата. Инаку, на кој начин ќе кажеме дека верата постои? Тоа е тоа што Павле го кажува за христијанинот. Како христијанинот треба да биде, како изгледа христијанскиот живот во заедница. А сега Павле сака да каже збор 2 за црквата и јавниот живот. Од секојаш имало луѓе кои не се дел од црквата. Збор 2 со други зборови за комшиите, па и за оние кои не мразат. Ќе го прочитам 14 до 21 стих. Колку се важни, слушате што Павле зборува таму. Благословајте ги оние кои ве гонат. Благословајте ги, а не проколнувајте ги. Радувајте се со оние кои се радуваат и плачете со оние кои плачат. Бидете едномислени едни кон други. Не стремете се кон високи нешта, туку држете се за скромните. Не сметајте се сами себе си мудри. Тоа што го зборавме, Павле пак го повторува. Не се занесувајте многу. Поистоветувајте се со понизните. Никому не враќате зло за зло, а размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Ако е можно, доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе, без исклучок. Павле не наброја кои групи на луѓе спаѓаат во таа категорија. Со сите. Не одмаздувајте се за себе, возлюбени.
туку дајте му место на Божиот гнев, зашто е напишано: одмаздата е моја, јас ќе ја отплатам, говори Господ. Туку, ако твојот непријател е гладен, нахрани го. Ако е жеден, напој го. Зашто ако го правиш тоа, ќе натрупаш жар на неговата глава. Тој е цитат од мудрите изреки. Не оставете, тоа е многу важно, не оставе да те победи злото, туку победи го злото со добро. Каков повик е тоа? Каков крст е тоа за верните христијани? Лесно ли е тоа? Лесно е тоа ако го имаш како концепт во главата. Лесно е тоа. Но ако го направиш, ако навистина ближниот, непријателот ти се наоѓа дома многу поблиско од колку некој концепт дека непријателот ти е некаде во Сирија на Блискиот Исток, обично пријателот, ближниот е дома. Не се препушта на цинизам и одмаздолюбие. Немој да се замислуваш многу, Павле сега да каже. Немој да се правиш многу паметен. Едноставно најди начин да живееш со сите и поистовети се со понизните, оние презрените. Немој да се возвишуваш многу. Ова можеби е прв пат во историјата на светот некој понизноста да ја стави во категорија на доблест. Во првиот век понизноста, скромноста, во првиот век тоа се гледа како најголема слабост. Тоа не е доблест. Павле вика, понизноста е доблесна работа. Понизноста во првиот век се смета како особина за оние кои не успеале во животот. И сметале дека така им и треба. Таков е погледот на луѓето во првиот век по прашање на понизноста. Сепак Павле овде поистоветувањето со оние кои се презрени и понизените го става како возвишен статус по кој христијанинот треба да копне и да се стреми. Повторно, многу од тоа потсеќа на проповедта на гората. Блажени се сиромашните во духот. Христос ги адресира и тие. Павле вели, нека злото не надвладае во тебе, туку надвладае го злото со љубов, надвладае го со добро. Таа интересна препорака на Павле ме потсеќа на тој пример што го кажав со Каин и Авел. Каин гледа опасност во Авел. Едноставно не може да се помири со неговото постојање. Господ го среќава Каин. Тогаш кога Каин размислува што да прави со тоа. Господ му кажува: Каин, гледам дека гревот тропа на вратата на твоето срце. Не дозволувај гревот да те покори, да те надвладае, туку надвладај го ти гревот. Што направи Каин? Дали успеа во тоа? Каин излезе надвор, го повика брата си и го уби. Идејата на Павле е дека Христовиот закон е над било кој земен закон, бидејќи е морално повозвишен. Но тој закон, Христов закон, е и конечен закон. Ако Христос е Господар, тоа што ние го кажуваме, Христос е Господ, во таа изјава знаете ли што кажуваме? Кој кажеме дека Христос е Господ. Тоа многу зборови така лесно знаат да не изјадат. Господи, помогни ни, така натаму. Кој каже Господи. Тогаш, ако Христос е Господар на светот и на твојот живот, тогаш неговото мислење и агенда се важните, а се останато е споредно. Ако тоа го веруваме тоа што го кажуваме. Павле тогаш ја воведува темата за властите. Зборува за црквата како заедница, зборува за црквата во контекстот на пошироката заедница и зборува и за властите. И доаѓаме до 13 глава. Пред да отидам во 13 глава, мораме да заклучиме некои нешта. Вистинската и конечна власт, според Павле, е Христос. Толку. Христовиот живот во секој аспект, од неговото раѓање до неговото умирање, ги вознемири властите. При неговото раѓање кој беше највознемирен и целиот Ерусалим? Кој беше највознемирен? Царот. Царот беше највознемирен. При неговото убивање беше убиен како револуционер.
и беше означен како што пишуваше на крстот одгоре на Исус. Цар на евреите. Царот на евреите, баш така. Во секој аспект од неговиот живот, Исус ги вознемири властите, политичките и верските власти во тој момент. Дали мислиш дека Исус бил неразбран од своите современици или има нешто крајно политичко во тоа како Исус настапи? Многу интересно, нели? Есхатолошки гледано, секое човечко царство се подига против Христовото царство. Христијаните веднаш на самиот почеток влегуваа во отпор, бидејќи христијанството не е нешто приватно. Знаете, Цезарот во првиот век толерираше било каква религија и било какво божество. Што сега што повеќе, толку подобро. Колку повеќе, супер, стави повеќе. Се додека е приватно и не го предизвикува неговиот авторитет. Се додека твојата вера е приватна и не го предизвикува авторитетот на Цезарот, тоа се толерира. И тука доаѓаат христијаните на сцена. Моментот кога ќе кажеш дека Исус е Месијата, Спасителот, и сите тие термини кои се употребени во Новиот Завет за него, во истот момент кажеш дека Цезарот не е Месијата, не е Спасителот, не е Господарот. Сите тие термини, ако не сте знаеле, се употребувале и за Цезарот. Цезарот е Спасителот. Култот на Цезарот во првиот век бил најраширениот култ. Насекаде се славал Цезарот и го употребувале зборот Спасител за него. Зошто? Затоа што Цезарот доаѓа, ги ослободува и сите ги става во својата империја. Тој е Спасител. Тоа е титулата која му се лепи на Цезарот. Кој беше едно од главните обвиненија кои го бутнаа Пилат во одлуката за распнување? Пилат се колебаше дали да го распне Исус или не. Ама кои беа главните мотивацијски одговори кои дојдоа од евреите према Пилат за тој да каже добро, правите со него што сакате? Еврејските водачи му рекоа на Пилат дека нема друг цар освен Цезарот. Тоа го кажа. И подосна Пилат, додека се размислуваше, ти му дофрлија уште една реченица. Ако Пилат го поштеди Исус од смрт, тоа што тој не е пријател со Цезарот. Тие две реченици му ги кажа на Пилат. А ако ти го поштедиш Исус, тоа значи дека ти, друже, не си поданик на Цезарот. Ти се бунтуваш против Цезарот. Зошто го кажуваат тоа? И зашто беше тоа толку важно? Исус беше сметан за револуционер, политички лик. Само што не можеа да го стават во ниеден калап, бидејќи беше нејасно зошто не поведе бунт против власта. Кај се твоите поданици? Кај се твоите? Исус што му кажа на Пилат, ако сакам сега го сакам, ќе го помолам мојот татко и ќе прати многу ангели да застанат на моето царство, не е од овој свет. Исус беше цар. Исус беше револуционер. Во суштина, Исус е револуционерот. И тој водеше револуција, но воведе револуција и во самиот концепт за револуцијата. Тој таа револуција водеше на еден поинаков начин кој Павле многу добро го препознава и ја произнесува во продолжение. Исус е револуционерот, но тој донесе револуција и во самиот концепт на тоа како се води револуција. Исус е револуционер, но нестандарден. Исус имаше една дупла револуција, така се вика тоа. Тој донесе револуција, но во самата револуција, во самиот концепт на револуција, тој кажа како треба да изгледа вистинската револуција. Христовото владење оди далеку над владењето на властите во нашиот свет. Христовото господство ги надминува властите од овој живот според категорија. Тој неговото владење не е во овие категории во кои ние денес ги гледаме тука околу нас. Неговото владење ги надминува тие категории на избори и кампањи или што ли се не. Ги надминува. Неговото владење надминува таа категорија. По таа логика, од една страна ние тука живееме и градиме
Од друга страна, ние сме во константно исчекување на конечното. Ние сме дел од овој свет и градиме и живееме и инвестираме тука, но во конечност ние го чекаме тоа што конечно ни е ветено, таа конечна надеж за обнова. Со други зборови, важна е и целта по која се стремиме, но и начинот на кој доаѓаш до таа цел, бидејќи Христовиот живот е начин на живот, идентитет кој ти го преземаш, идентитет кој ти го живееш. Значи, важна е целта по која ние се стремиме, но важен и начинот до кој доаѓаме, преку кој доаѓаме до таа цел. Повикот за црквата е дека тоа е една друга заедница, друг вид на заедница. Тој друг вид на заедница ги надминува границите кои ние честопати знаеме да ги поставиме тука. Ги надминува сите тие аспирации кои политички или општествено знаеме, под кои знаеме да подлегнеме. По принцип таа заедница, црквата, иако е вкоренета во времето и просторот, тука кај што живееме сега, сепак идентитетот и силата ги црпи од вечниот Бог. Црквата е повикана да живее како во расчекор. Во времето, но и во вечноста. Така сме повикани да живееме. Во времето, бидејќи ние сме предизвикани тука да инвестираме и да живееме, но и во вечноста, затоа што знаеме дека ние конечно да го очекуваме и затоа што го очекуваме, има начин на кој ја водиме таа Христова револуција. А што е со властите и управувањето во светот? Кога веќе ќе дојдеш до овде, кога ќе поминеш 12 глава, ќе разбереш кој е Христос и каков е христијанскиот идентитет, тогаш разбираш на кој начин христијанинот може крстот наместо меч да го користи за мир и праведност помеѓу народот каде што служи. Тогаш ја разбираш револуционерната борба на Христос и начинот на кој Христос не повикува да се бориме и ние во овој свет. Честопати крстот знае да стане меч. Честопати да се користи во контекст на меч према другите кои не се согласуваат со тоа што ти го веруваш. Но крстот не е меч. Крстот е крст. Само пожртвувана жртва. Тоа е христијанскиот живот. Во Америка моментално има едно движење кое се вика Black Lives Matter. Иницијалниот почеток на тоа движење е и паролата која е толку позната сега, се далеко од правецот кој го завзема тоа движење сега во моментот. Нас не задира тоа многу, бидејќи немаме историја на никакво робовладетелство, барем не како што имаат западните земји, барем не скорешно искуство со робови. Сепак црнците од западниот свет на таа историска неправда гледаат како недоволно адресирана. Како што кажав на почетокот, каузата собира толпа и честопати кога каузата се менува, толпата не ни приметува за што станува збор, бидејќи сето тоа се случува во еуфорија. Каузата целите може да се сменат, све се менува. Имав еден разговор со Трендо преку мејл. Имаше една статија на Офнет која видов и која не ми се допадна баш и морав да искоментирам. Имаше едно кратко видео за местото каде што беше убиен овој Џорџ Флојд, овој црнецот, популарниот сега. Местото на кое се случи убиството на Џорџ Флојд стана место на кое можеше да се види како црквите се собираа и носеа порака на помирување. Сите беа заедно таму. И црнци, и белци, имаше организирано христијански концерт, се молеа едни за други, се поддржуваа едни за други. И од една страна можам да видам како истовремено го имате движењето на Black Lives Matters и гледаме што се случува преку тоа движење, палење, уништување, што е да се случува. Можеби не сите кои се дел од таа кампања го застапуваат тој начин на борба, кој бара правда и кој им е одземена, но начинот на кој тој го бара е таков како што можеме да го видиме честопати. Од друга страна ја гледаме црквата како преку Христовиот модус гледа напред кон помирување. Порталот на Офнет го отварам и гледам стори и статии и нормално и ја гледам таа статија и видов токму од активностите на црквата за помирување беше направена карикатура, што мене не ми се допадна.
Демек црквата се собира на местото на убиството и од тоа место сега прави место за аджилак, никаков и што ли уште не. И сега сето тоа беше извадено од контекстот, представувајќи ја црквата крајно нерелевантна со своите утописки начини на решавање на проблемите, крајно застарени начини на решавање, крајно недолотворни, па дури умислени. Јас пишав до порталот коментар во врска со таа работа и добив повратен мејл и така имавме неколку мејли размена. Реално со взаимна почит и бев многу испочитуван од трендови од порталот и тоа го кажам стварно со цела благодарност, затоа што често пати знаат да го обично кога постираат нешто така агресивно знаат да настапат, да го одбранат својот став, но може да видам што се случува. Поентата е дека начинот на кој црквата се справува со неправдата, со властите, е често пати начин на кој се гледа со подсмев. Начинот на кој христијаните водат револуција во светот се гледа како најнепродуктивниот начин кон промени. Сепак, јас верувам дека светот сведочи за интересни приказни. Јас верувам дека најголемите и најважните пресврти кон мирот и праведноста се случиле на Христовиот начин, водени преку најистакнатите Христови следбеници. За една таква борба, за еден таков револуционер, често пати го спомнувам Вилијам Вилберфорс. Затоа што Вилијам Вилберфорс е христијанин, ќе видите зашто станува збор. Во време на кога робовладетелството било многу добар, прекрасен бизнис, робовите кои ги носеле од Африка, тој ги гледа како луѓе, состадени на Божи образ. Тој не се помирува со идејата дека тоа не е негова работа. Што ако Вилијам Вилберфорс својата вера сметаше за приватна? Јас си верувам, што е да се случува, тоа мене не ме задира. Баш ме гајле. Да не забораваме дека најголем дел од економијата на империјата, на британската империја во која живееше Вилијам, зависеше од тие робови. Кои сега Вилијам во тој момент, во тогашен момент, Вилијам макотрпно работи и се обидуваше да ги ослободи тие робови. Неколку денови пред неговата смрт, тој конечно стигнува до таа цел да се забрани робството во британската империја и тој како зачеток на деморализација на робството во целиот свет. Заради еден човек кој се бори неуморно по цена на својот живот контра култура, христијанската контракултура, револуција. Но тоа не го направи ни со пушки, ни со пиштоли, туку на Христовиот начин. Што да кажеме за мајка Тереза, малку поблиску до нас. Што ако мајка Тереза си останеше во добро опремените манастири во Англија? Првиот манастир во кој она отишла била Англија. Јас верувам дека Англија била многу добра земја и тогаш. Многу подобра од оваа тука кај што сме сега ние. Што таа жена кажеше таму? Леко убаво да си уживам во медитација, на Божиот збор, во молитва. Што ако тоа население од таа каста во Индија не добиеше ни достојна смрт, ни глас во светот? Актот на мајка Тереза не беше само акт на милост. Тоа беше акт спротивен на тамошната религија, која поттикнуваше политички одлуки. Во Индија имате касти. Знаете, ако се родите во една каста, ако не дај Боже се родите во таа долната каста, ти може да правиш што сакаш во животот. Ти од таа позиција не излегуваш. Ако си роден во Калкута, во најсиромашното земјиште, ти немаш шанси за живот. Немаш шанси да излезеш од тоа. Таа жена оди таму го гледа се од тоа и не може да го поднесе. Не може да го поднесе. Ако нејзината вера беше приватна вера, не задираше во ништо, немаше да чуеме ни за неја, ни за Калкута, ни за ништо друго. Тоа население според тие убедување беше од таа каста и беше занемарено. Потребно беше мајка Тереза да направи политички чекор и да влезе во таа заедница да го види лицето на Исус во тие лица кои умира на улицата, оставени од сите. Тоа беше ситуацијата која беше затекната. Кога пред неколку години бев во куќата на монахињите на одредот на мајка Тереза овде во Скопје, има таква куќа,
имаше еден проект, па отидов и јас таму да се запознам. Се запознав со една жена која води таа куќа, се вика Текна. Жената од Италија. И отидов да разгледам каква е таа куќа, што се има таму, и во нивната молитвена соба го имаше на крст Исус и една од тие реченици кои Исус ги кажува на крстот. А таа реченица беше жеден сум. Тој како што ми кажа таа е нивната мисија. Тие зборови за тие жени се нивната мисија. Според наследството на мајка Тереза, тие сестри овие зборови ги гледат во секој поединец и се обидуваат според потребата тие да ја задоволат таа жед во секој човек. Во секој човек тие гледат жедта со која Исус се соочи на крстот. Тоа мајка Тереза го виде во лицата на сите тие кои умира на таа страшна улица во Калкута. И не чекаше многу да се поистовети со тие луѓе и да превземе реакција морална, верска, па и политичка акција. Наследството на мајка Тереза предизвикува регрутација на развиениот свет за помош на сиромашниот свет. Од тогаш почнува тоа. Од тогаш почнува Where the World витекнува. Од тогаш почнува сите тие програми да се помогне на неразвиениот свет. Еден од најважните обвинувања кон мајка Тереза од тие обвинители што се вика атеистот Кристофер Хиченс, тој е нејзиниот најгласен опонент. Едно од тие обвинувања е дека мајка Тереза сама кажала дека таа не е социјален работник. Кристофер Хиченс има интервју со мајка Тереза и неговата теза се потврдува, вика, она не го прави тоа од социјални причини, не го прави тоа од хуманитарни причини, таа го прави тоа од верски причини. Но тој не ја разбира мајка Тереза. Таа кажа дека мојата работа не е хуманитарна работа, туку сето тоа што го правам заради Христос. Тој не ги разбира тие збори затоа што го нема доживеано Христос. Што значи да се дадеш себе си за Христос како што Христос се даде за тебе? Мислиш дека твојата вера може да остане приватна и резервирана? Може, но тоа не е христијанската вера тогаш. Тоа е склоп на убедување кој ги имаш внатре во себе, во кој ти веруваш. Христијаните имаат историја на проблем со властите и секогаш тој проблем со властите не е преку меч, туку заради верата. Христијанските маченици се оние кои го издржале мечот, а не оние кои го употребиле мечот. Тие се христијанските маченици. И доаѓаме до крајниот и последен дел – властите. Од првиот до 10 стих го имаме тој момент каде Павле зборува за властите. Првиот стих на Павле гласи вака: секоја душа да им се покорува на предпоставените власти, зашто нема власт, а да не е од Бога. И колку и да се властите, од Бога се поставени. Вау! Дали сме го верували ние до сега тоа? Тоа ми личи како на еден трактат на римската власт. Ако читате до 7 стих, Павле кажа да плаќате даноци, да ги слушате властите, да се подчините, правите добро, затоа што ако не правите добро, мечот доаѓа. Читајќи го првиот дел од 13 глава, имаш чувство дека Павле живее во најубавото, најмирното и најправедно општество. Додека Павле го опишува посланието до римјаните, на власт во Рим е Неро. Тие што сте читале малку за времето на Неро и неговото владење, верувам дека ќе бидете шокирани на зборовите кои Павле ги пишува тука. Христијаните само што беа маркирани од римјане, така, маркирани баш. Само што ги доживеа страшното прогонство и само што искусија масовно прогонство и убиства. Како може Павле да пишува за такви работи? Доаѓаме до главната и последна поента. Тоа што треба да се забележи во овој текст од 1 до 7 стих е дека Павле властите, императорот, ги става во контекст на слуги, но Господарот останува Христос. Свет во кој Павле пишува е свет во кој Цезарот е апсолут. Цезарот е Бог. Цезарот е почетокот, Цезарот е крајот. Павле сега тоа го гледа како слуга.
Тоа е многу важен момент. Едно од тие важните клише христијански реченици кои ги читаме честопата, тука има многу силина. И соодветствува со нашиот сега период, ќе гласаме, нели? Може би сите сме возбудени, кој ќе дојде се на власт, која ќе биде нашата иднина. Не е толку важно кој премиер ќе седне во владата, најважно е кој царува со твоето срце. Не е толку важно кој премиер ќе биде на Македонија, важно е кој царува со твоето срце. По прашање на властите, колку и да мислиме дека имаат конечно влијание врз нашите животи, колку и да мислиме дека се корумпирани, колку и да мислиме дека лажат, сепак останува тоа што Павле го вели. Тие се слуги Божи, кои спроведуваат правдата и кои го казнуваат злото. Тоа се слугите Божи. Но во суштина Христос е тој кој треба да владее во нашите срца. Вознемиреноста ќе биде видно помала доколку Исус царува со твоето срце и твојата мисија во светот нема да зависи од тоа кој е на власт, бидејќи ти одговараш пред оној кој има апсолутна власт. Ти одговараш пред друг, далеко повозвишен авторитет, Христос. Откако ќе разбереш христијанскиот повик во 12 глава, тогаш не е можно да продолжиш со насилна револуција, со цинизам. Не е можно цинично да цимолиш на секоја владина одлука. Тоа ќе разбереш како да живееш во Христовата револуција со која Павле заклучува од 8 до 10 стих. Вистинската револуција на љубовта. И за крај тоа ќе го прочитам 8 до 10. 13 глава Римјаните 8 до 10. Не должите му никому ништо освен да се љубите еден друг. Тоа е нашата должност. Тоа е нашиот долг кон ближниот, да го љубиме. Зашто кој го љуби другиот, го исполнува законот. Зашто заповедите не прави прелюба, не убивај, не кради, не посакувај. И ако има уште некоја друга заповед, содржани се во овие зборови: љуби го својот ближен како себе си. Љубовта не му прави зло на ближниот. И така, љубовта е исполнување на законот. Тоа, драги мои, треба да ги реши сите прашања. По прашање на христијанинот нас, по прашање на животот во општеството во кое сме и по прашање на тоа колку сериозно ги зијаме властите во нашата држава. Колку треба да бидеме вознемирени и на кого ние да се надеваме. Љуби го ближниот, си го исполнил целиот закон. Ајде се молиме. Татко наш небесен, ти благодарам за тоа што секогаш го предизвикуваш нашиот поглед. Може би тоа што го знаеме, секогаш го предизвикуваш. Тоа што го знаеме многу длабоко од нас, ќе дојдеш, Господи, еден ден, ќе го преиспиташ и го аудитираш. Фала ти, Господи, за тоа што татко ме покажа совршен пример како се води таа вистинска револуција на љубовта, како се носат вистинските промени, а тоа е преку само пожртвуваната љубов, носејќи надеж и светлина во овој темен свет. Боже мој, да не забораваме дека кој да седне во владата, кој да биде избран, Боже мој, ние имаме должност да се молиме за тие власти, ние имаме должност да ги почитуваме тие власти. Господе Боже мој, уште поважно е дека тоа можеме да го правиме само доколку ти владееш во нашето срце, Господи. Татко мој, ти благодарам за се што даваш, ти благодарам за сите дарови и за мирот кој ти можеш да ни го донесеш тука сега во овие моменти во Македонија. Татко мој, биди со нас, помогни ни, остани со твојот благослов во нас денеска. Амин.